Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. За прв пат во Тетово отворен инфоцентар за Шарпланина, чија цел е да придонесе за развој на туризмот во овој регион. Извршено порибување на река Пена во Тетово. Во моментов нема констатирано загадување на водите во реката. СОНК го одби предлогот на владата за покачување на платите за 10%. Генералниот штрајк продолжува. За прв пат во Тетово е отворен инфоцентар за Шарпланина, чија цел е да придонесе за развој на туризмот во овој регион. Поради фактот дека е зголемен бројот на посетители, освен промоцијата на вредностите на Шара, потребна е поголема едукација. Како туристите да се однесуваат во природа за да се зачува таква каква што е за идните генерации. Зголемениот број туристи на Шарпланина изминативе години поради пандемијата ја наметна потребата за нивна поголема информираност, но и за едукација како да се зачува природата. Планинарскиот клуб Љуботен, кој беше вклучен во активностите за прогласување на ова подрачје за национален парк, отвори канцеларија во Тетово, во која граѓаните можат да ги добијат сите потребни информации за Шарпланина. Идејата е да ги сплоти сите засегнати страни кои што делуваат на регионот на Шара, сместувачки капацитети, планинарски клубови, здруженија, сите оние кои што функционираат на регионот на Шара, луѓе кои што нудат услуги од водички услуги, угостителски услуги, транспортни услуги, ракотворби кои прават, значи сите оние да ги сплотиме на едно место и сите оние нивни информации кои што ги имаат, дали за сместување, дали патеката е ваква или таква, има водич или нема, транспорт има или нема, сите оние информации да бидат на едно место. И од тука, преку официјална веб страна, преку информација, преку вработениот кој што ќе биде тука, да се даваат на туристите кои што се надо. Значи, тоа е главната цел на овој инфоцентар. И секако, нормално, имаме дел кој што е, ајде да кажем, за сувенири. Секој туриста кој што ќе дојде да може да купи дел од сувенирите и да има, нели, успомен од Шара. Потребата за еден ваков инфоцентар беше голема, бидејќи многу години наназад клубот Љуботен постојано како една отворена канцеларија во текот на денот служеше за давање на основни информации за планината. Секако со новиот национален парк би требало поголем представителен инфоцентар кој што ќе содржи податоци и за флората, и за фауната, и за други туристички понуди да има, да се отвори, значи во годините кои што доаѓаат. Меѓутоа, овој инфоцентар може да биде само поддршка на официјалниот инфоцентар на националниот парк и можеби и да се направи зошто да не мрежа на вакви инфоцентри кои што ќе бидат на некој начин место каде што секој, без разлика дали е домашен или странски турист, ќе добива информација, дали е тоа за планинарење, дали е за сместување, дали е за локална храна или пак за биодиверзитетот на Шара. Едноставно, ваквите места на вистина се потребни за Шарпланина, а ова е еден убав, скромен почеток за да се развива туризмот на Шара. Агенциите кои нудат туристички услуги сметаат дека неопходно е да се промовира Шарпланина преку цела година, а не само во зимскиот период. Многу видливо дека освен во зимскиот период, кога Шара е многу посетена, посебно Попова шапка како ски центар, останатиот период од годината таа не е доволно посетена. Така да посебно мораме да работиме на тие на 4 сезонскиот туризам, на периодот пролет, лето и есен. Така да сметам дека тука многу можеме да окренеме нивото на свест. Во последнава година, нели, со короната, ние бевме многу присутни горе, бидејќи луѓето не може да патуваат надвор, се повеќе и повеќе почна да разбираат што имаме во Македонија. Многу позитивни беа впечатоците од тоа што го нуди планината за планинарење, велосипедизам, јавање коњи, дегустација на сирење или едноставно пикник, но можеме многу повеќе да работиме на тоа.
Дел од планираните активности на инфоцентарот се едукативни посети на основци, предавања и работилници, насочени кон заштита на животната средина и воопшто вредностите на Шарпланина. Река Пена денес беше порибена со 50 кг пастрмка. 50 кг е нормата која треба да се оствари секоја година. Порибувањето го изврши од риболовното друштво Риболовец Брвеница, а присутни беа инспектори за животна средина од општина Тетово. Денешната акција е порибување на река Пена. Порибуваме со пастранка 50 кг, која тоа не е нормата, секоја година мораме да го оствариме. Од секоја може и во Пена, може во Вардар, ама сега одлучивме и ова година во Пена да биде. Водата сега е во нормала, сега има и доток на вода и е почиста од претходните години како што беше. Не е така и загадена како што беше пред прошлата година, беше позагадена, сега е во нормалата. Претходните години помалку имаше интерес, но сега како се зема поголем зафат, за повеќе се порибува, рибарската служба подобро работи, инспекторатот помага за животната средина, екологијата, интересот е голем. Треба посебно граѓаните да придонесат, да не фрлаат отпад и рибарите да бидат свесни, ако е мала рибата да фатат да пуштат, со тоа и ние река Пена ќе ја забраниме за риболов, да се земат рибите, фати рибче, пушти го назад. Рекреација, да биде Пена само за рекреација. Кога човек да пројде да види риба, дека има и така. Ние секоја година присуствуваме на порибување со риба во река Пена. Се трудиме како инспекторат за животна средина да вршиме редовни контроли, особено кај субјектите кои имаат испусти од фабриките во река Пена. Истите вршат анализи од овластени лаборатории и до сега од поголемите субјекти немаме констатирано загадување на водите во река Пена. Сега има несовесни граѓани кои изфрлаат разновиден отпад во реката, меѓутоа тоа не влие толку на квалитетот на водата. Има комунални редари кои редовно патролираат покојот на река Пена и се опоменуваат граѓаните да не вршат действија кои би се загадила водата во нашиот град, односно во река Пена. Па најмногу се загадува моментално од што испуштаат фекални отпадни води во река Пена. Се трудиме да ги санкционираме, да ги доловиме, што се вика, пошто многу оди тешко фаќањето на оние лица кои испуштаат вода, фекални води во река Пена. Штрајкот во училиштата и градинките не издржавава на членовите на СОНК продолжува, поради што втора работна недела нема настава и изгрижување на децата. Советот на СОНК вчера одлучи да не го прифати предлогот на владата за 10% покачување на платите со кој би се прекинал штрајкот почнат на 11 април. Владата на Република Северна Македонија на последната средба со Советот на СОНК понуди на вработените во дејностите детска заштита, основно и средно образование, зголемување на платите од 10%, за кое што Советот на СОНК расправаше денес, а врз основа на изјаснувањата на повеќе од 500 синдикални организации на СОНК од овие дејности. Информираме јавноста дека над 95% од синдикалните организации се изјаснија за отфрлање на додената устна понуда. Образложението за ваквиот одговор е следно. Прво, членовите на СОНК реагираат на несериозниот пристап на надлежните, кои што скоро 2 месеци преговараат со представници на СОНК, а реално не даваат никаков предлог. Второ, членовите на СОНК констатираат дека ваквиот пристап од страна на владата не води во правец на брзо решавање на проблемот и прекинување на штрајкот. Трето, зголемувањето на платите од 10% во детската заштита, основното и средното образование воопшто не кореспондира со висината на зголемување на минималната плата оваа година и не е соодветна стимулација за враќањето на достоинството на професијата. Четврто, освен барањето за согласување на платите по основ на покачување на минималната плата, Советот на СОНК достави и други барања поврзани со склучување на нови колективни договори, за кои што воопште не е ни преговарано. Пето,
Членовите на СОНК сметаат дека едно од најважните прашања е договор со владата за усогласување на платите по колективен договор на кој што се спремни да се прави во динамика од 2 години. Шесто, Советот на СОНК е подготвен да има интензивни и рационални преговори со владата на кои што би се усогласиле спорните прашања и би се подпишала спогодба како би можело во најкраток можен рок да продолжи воспитно-образовниот процес. Седмо, членовите на СОНК изразуваат големо жалење за сите непријатности кои што ги имаат родителите заради штрајкот на СОНК и од таа причина уште еднаш упатуваат големо извинување до нив. Осмо, членовите на СОНК искажуваат огромно единство, взаемност и истрајност во заедничката борба за своите права, се до остварување на заедничката цел, а тоа е подигнување на нивниот социјален статус и враќање на достоинството на дејноста која што ја застапуваат. Државата треба да се труди ние како народ да научиме. Во моментов со штрајкот ги учиме децата да не одат на училиште. На крајот од сето тоа ќе страдаат децата, изјави професорот Методи Чепрганов во гостување во емисијата во Центар. Еве сега, ги учиме децава да не одат на школа. Да. Ја немам ништо против штрајк е штрајк. Меѓутоа, со учител не сум видел. Штрајк стави жолта лента овде у Јапонија, работат, а штрајкуваат. Ама имаат жолта лента и тоа се знае дека нивните разговараат затоа што бараат нешто. Затоа што страда кој? Страдаме ние. Сега, кој страда? Страда децава. Така и така нашето образование е инсуфициентно, а со ова па со пандемијата па. Ако најдеш дете кој прочитал роман или чита нешто, јас си пресечам главата. А игрите ги знаеме, сето тоа. Тој пак друг проблем, таа мемориски проблем, јас имам цела книга за тоа се вика атрофија на мозокот. Тој е голем проблем. Тие игрите се потпуно губење на време. Тап, убива, прави. Никаква логика нема. Не Србија, курсам компјутер за литература и така дале, поче има, се може да најдеш, али да играм така и да губам време. Пронајдена марихуана кај тетовец и 2 лица од Тетовско Сарачино. Приведен 30-годишник од Гостиварско Чегране поради сомнение дека извршил 10 кражби. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Ноќеска околу 1 часот и 10 минути на улица Браќа Миладинови во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 20-годишен тетовец затоа што при негов и преглед на патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, што тој го управувал, а во кое се превезувале уште 3 лица, била пронајдена марихуана. Тој претходно не застанал на даден знак од полициските службеници, се обидел да избега, но брзо бил фатен. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок по член 215 од Кривичниот законник. Вчера вечер исто така околу 23 часот на влезот во тетовското село Сараќино, лишени од слобода биле 22 и 30 годишник, двајцата од село Сараќино. При нивен и преглед на возило со тетовски регистарски ознаки била пронајдена марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за натамошна постапка, а им било одземено и возилото бидејќи не било регистрирано повеќе од 6 месеци. По документирање на случајот ќе им бидат изготвени поднесоци. Вчера пак околу 16 часот на улица Илинденска во Гостивар, полициски службеници лишиле од слобода 30 годишник од Гостиварско Чегране, поради сомнение дека минатата и оваа година во Гостивар извршил 10 кражби и тешки кражби, а од кого се одземени и повеќе предмети кои потекнувале од овие кражби. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и се расчистува и документира случајот. 13 лица управувале возила без возачка дозвола на Тетовско-Гостиварското подрачје. СВР Тетово со постојани акциски контроли во сообраќајот. Вчера и ноќеска на поширокото Тетовско подрачје вкупно откриени и санкционирани се 13 лица, 4 од Тетово и 9 од Гостивар, кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. Сите се исклучени од сообраќај, изготвени им се соодветни поднесоци по член 225 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, а ќе треба да платат парична глоба од 250 евра во денарска противредност. Толку изнесува паричната глоба и за сопствениците на возилата кои им ги дале на управување, иако
знаеле дека немаат соодветна дозвола. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш потсетува да не се седнува зад волан без положен возачки испит, без разлика дали станува збор за мотоцикл, патничко или товарно возило, затоа што на тој начин лицата ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, бидејќи необучените и неискусни возачи често пати тешко се снаоѓаат и го нарушуваат нормалното и безбедно движење на возилата и пешаците. СВР Тетово наскоро ќе стартува со превентивно-едукативен проект посветен токму на управувањето без дозвола, со кој ќе бидат опфатени ученици од средните училишта од регионот. Вчера на 17 април 2022 година почина Миодраг Николиќ Панта, бардот на тетовското глумиште, човекот кој долги години беше дел од тетовската театарска сцена. Позади себе остави многубројни представи, наградени со громогласен аплауз од публиката. Колегите театарџи се простуваат од својот, како што велат, батопанта, именувајќи го како актерска грамада, учител и ментор. Миодраг Николиќ Панта уште од детството е дел од театарската сцена во Тетово, следејќи ги чекорите на својот татко. Како истакнат граѓанин на Тетово, тој беше и почесен член на фотогрупата Чкрап. Како ветеран на тетовската аматерска фотографија, неговиот интерес беа пејзажите од Шарпланина, како и нејзината флора. Миодраг Николиќ Панта почина на 80 годишна возраст. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!